Почитувани, добро вечер. Нова емисија од подкастот ВМРО ДПМН зборува. Вечерва ќе разговараме за една навистина многу интересна тема, односно за еден спортски центар Борис Трајковски. Ке дознаеме што има таму, што се случува со лизгалиштето, колку настани има во текот на секоја година и најважното за нас што има за младите. Концерти, настани, се што се случува во една година. На моје огромно задоволство вечерва со нас е директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, Даниел Апостоловски. Директоре, добро вечер, добро ве најдов. Добро вечер и фала ти многу за поканата. Ние зборувавме изминативе неколку месеци од кога е ВМРО ДПМН на власт, кога презеде владата, дека навистина премиерот Христијан Мицкоски има навистина многу влог дадено кон младите, а и вие сте еден од тие примери каде што ви е дадено довербата да бидете директор на една од, ја би рекол, многу важна и многу голема институција како што е спортскиот центар Борис Трајковски. Што тоа значи за вас, а и за младите? Па добро, за мене пред се значи да кажеме на голема чест, но исто така и огромна одговорност, бидејќи можам да го потврдам тоа дека се работи за навистина грандиозен преголем објект, кој како што може барем вие од надвор да го забележите, изгледа навистина убаво, но се соочуваме со низа на проблеми, би рекол, при функционирањето, односно во таква состојба го затекнав спортскиот центар. Предизвици, јас би рекол. Па добро, предизвици, да. Меѓутоа ќе кажам дека навистина одреден временски период не било вложувано во него и се соочив со поприлично поголеми проблеми на почетокот, откако започнаме да работиме. За среќа навистина добро изреагиравме брзо и поголем дел од истите ги ставивме во ред, односно во употреба, затоа што кај нас имаме, да речам, неколку содржини кои што ги имаме и ги практикуваме, што значи дека 90% од содржините кои што ги имаме во спортскиот центар се потполно во употреба. Во однос на младите, како што кажавте, навистина имаат премногу услови за тренинг, за рекреација, за забава и за се што ќе посакаат во склоп на спортскиот центар, така што доколку истиот го работиме така како што веќе работиме посветено и ангажирано, сметам дека на долги стази и на долг рок младите ќе имаат едно собиралиште каде може да поминуваат поголем дел од своето време. Кога ги споменуваме младите, тука морам да напоменам дека вие сте и поранешен спортист, мислам и сегашен, меѓутоа поранешен сакам да кажам активен сте се занимавале со спортот. Дали тоа ви даде некоја помош, да речеме, во водењето на оваа институција, во менаџирањето на истата, организирање на настани, спортски настани, културни настани? Да, имам навистина големо искуство во однос на спортот, би рекол, иако бев активен фудбалер и можеби мојот спорт матичен не е оној што се одржува во спортска сала туку на стадион и надвор, сепак сметам дека базата на секој спорт е подеднакво иста, тука се работи за услови кои што мора да ги имаат играчите, како и навивачите кои што доаѓаат на надпреварите или на било кој друг настан. Така што искуството кое што го имам во изминатите 20 години, би рекол, како активен спортист фудбалер, премногу ми помогна во оваа сегашна функција која што носам како директор на спортски центар и мислам дека поголемиот дел од зафатите и чекорите кои што ги превземав беа баш на база на тоа што веќе имам искусено голем дел од тие проблеми, иако нели нормално се е ново и со се допрва се запознавам. Луѓето кои што работат во спортскиот центар Борис Трајковски се можеби 15 на 20 години речиси таму од отворањето на спортскиот центар и точно знаат системски каде имаме на реален проблем, а каде можеме полесно да го надминеме тоа и би рекол дека ми се од голема помош. Значи имате поддршка од вработените, што е навистина многу важно за еден раководител на институција. Кога најавувавме и кога зборувавме, јас исто така и го разгледав и вашиот Facebook профил, каде што се гледа дека има доста настани во текот на една година во спортскиот центар Борис Трајковски. Има доста и концерти. Сам тоа е нели општо познато дека се одржуваат доста концерти. Може ли да ни откриете како се договараат тие луѓе кои што треба да дојдат таму или пак тоа оди преку продукција или да ни откриете на мала тајна што се случува за да речеме да дојде една звезда буквално да додржи концерт во Борис Трајковски. Добро, ние вака како гости, би рекол, порано на било кој концерт не сме ги знаеле суштински како се договараат тие работи. Од ова што јас досега го имам како некој искуство, ќе кажам дека тоа се некои процеси кои што се водат можеби година и до две години претходно пред самото одржување и како што кажавте, истите ги договараат исклучиво продукциите.
ние како спортски центар преговараме со продукциите или пак со федерациите кои што организираат спортски настани, така што целата организација паѓа на нив. Единствено кое што ние соработуваме со нив е прецизирањето на терминот кога ќе се одржи концертот, време траење на концертот или на било кој друг настан кој што трае како што еве сега беше саемот, речиси една седмица. Така што во делот на покривање на услови за одржување на било кој настан го покриваме ние, но за носење како што кажавте на пејачи или што и да или било кој спортски клуб европски, тука учествуваат федерациите и продукциите. Може ли да ни откриете кои поважни настани ги раководевте изминатава година? Па добро, јас само што дојдов, тоа беше јули месец, веќе имавме две младински првенства европски во кошарка до 15 и до 17 години, каде што настапи и македонската репрезентација. Би рекол дека тоа беше прв ударен момент, да кажам, каде што се соочив со малку поголема организација. За среќа се помина навистина одлично, имавме позитивни оценки од ФИБА, што за мене навистина е еден голем императив за работењето и за организирањето на наредните надпревари. Потоа имавме неколку помали балкански и европски шампионати во борење, во џудо, во бокс и така натаму. Сега еве подготвуваме за оваа година, ќе имаме исто така неколку карате надпревари и боречки надпревари. Остануваат оние фиксни, би рекол, дефинирани веќе надпревари репрезентативни кои што ги имаат машката и женската селекција ракометна. Исто така и одбојкарите се присутни исто така во нашата сала. Така што спортски би рекол дека сме покриени. Во текот на годината имаме 10 до 15 поголеми надпревари, овие се другите помали надпревари, односно турнири кои што ги организираме, така што салата на вистина би рекол дека едва се наоѓа и 2 до 3 слободни денови кога немаме ништо во организација. Исто така би сакал да напоменам и лизгалиштето кое под спортскиот центар Борис Трајковски изминативе неколку месеци навистина беше доста активен. Кој е вашиот коментар во однос на тоа? Па добро, дали лизгалиштето генерално работело секоја година, меѓутоа оваа година направивме навистина големи зафати во инфраструктурниот дел на лизгалиштето, бидејќи се соочивме со неколку проблеми во однос на електрониката која што се наоѓа под ледот, доли граѓаните вака немаат можност да ја забележат, исто така и со чилерите кои што се задолжени да ја одржуваат температурата на ледот. Навистина се вложивме многу и речиси цело лето, можеби изминато работевме да го способиме лизгалиштето и да биде во топ форма. Од оние луѓе кои што навистина со години го посетуваат и тука спаѓа би рекол лизгачката федерација, имаме пофални зборови, вела дека оваа година навистина лизгаат на вистински мраз, каде што нема осцилации во однос на висината на мразот, не се случуваат оние вирчиња кои што знаеле порано да се случуваат и токму на крајот од би рекол сезоната на лизгалиштето, тоа се случи некаде последната недела на февруари, имавме државно првенство во лизгање, кое што беше организирано исто на нашето лизгалиште, каде што имаше земји присутни, сметам дека беа од Италија, од Шпанија и некои слични земји од околината, кои што навистина не би дошле да лизгаат на тоа лизгалиште доколку не ги исполнува стандардите, така што и тоа е едно признание за нашата работа која што навистина ги ценам сите луѓе кои што од спортскиот центар секојдневно беа заложени за тоа да биде така како што е. Може ли краток осврт за базенот што е исто под структурата на спортскиот центар Борис Трајковски? Базенот би рекол дека е можеби најпосетената содржина која што ние имаме како спортски центар, на страна од оние концерти и надпревари. Базенот речиси на ден обслужува од 1500 до 2000 посетители. Тука би рекол дека спаѓаат оние клубови кои што активно секојдневно присуствуваат тука, но исто така и рекреативците. За мене од голема важност е тоа што навистина се луѓето задоволни кога ќе дојдат таму, како од температурата на водата, така и од условите со облекуваните и се понатака. Би рекол дека кога пристигнав, да речам, да раководам од првите неколку денови со оваа институција, се соочив со малку поголем проблем на базенот. Имавме проблем со оние пумпи регулаторни доле кои што ја работат компензацијата на водата и така натаму, каде што беше потребно не само да се посветите и да работите, туку и навистина да најдете решение на долг рок, бидејќи тука не сме да се импровизира кога станува збор за водата, како од бактериолошки аспект би рекол, така и во однос на хлорирањето и така натаму, бидејќи не де Боже може да се случи било што дечиња сепак пливаат таму и да не направиме некоја несакана ситуација. Луѓето кои што работат на базенот навистина перфектно ја сработија работата.
потоа следеше празнење на базенот и одново полнење на истиот, така што еве на секои 2 седмици од Центарот за јавно здравје доаѓаат луѓето и испитуваат водата. До засега периметрите се, би рекол, одлични и функционираме како што треба, така што базенот е можеби ударната тупаница на спортскиот центар Борис Трајковски. Значи дека се вложува во многу, подобрување на, бидејќи единствен базен, би рекол, од тој габарит. Еве го имаме и олимпискиот во Скопје, меѓутоа еве од кажувањата на луѓето кои што ги користат базенот карпаше каде во подобра ситуација и во добра положба. Така што да, ќе кажам дека баш таму треба да инвестираме, бидејќи како што гледам пливањето зема многу голем замав и многу дечиња уште од најмала возраст сакаат да пливаат, така што тоа е еден спорт кој на долг рок, би рекол, ако ништо друго ќе изроди едни здрави генерации. Кога споменавте и ракомет и одбојка, јас, иако не ми беше планирано, морам да прашам и како поранешен спортист, што да направиме да ги вратиме гледачите на трибините? Видете вака, пред се зависи од формата и кондицијата во која што ја затекнуваме било која репрезентација, ве зборуваме конкретно за ракометната и одбојкарската. Ракометот и одбојката, иако не се можеби број еден спорт во Македонија, се сепак многу атрактивни за гледање. Еве, например, ќе споредиме со градскиот стадион, имавме сега натпревар Македонија Велс. Тоа беше еден натпревар кој што навистина ги обедини луѓето и се собравме сите, колку поради тоа што репрезентацијата е во некоја нагорна линија, толку и поради настанот кој што се случи немилиот настан во Кочани, така да кажам измешани емоции, но сепак да речем беше преубав настан, односно премногу луѓе. Кога се работи за ракометот и одбојката кои што се играат во спортскиот центар, би рекол дека сепак динамиката на спортовите, ракометот и одбојката придонесуваат публиката да биде активна цело време. Капацитетот во спортската сала Борис Трајковски околу 6 до 6500 гледачи, што многу лесно е за исполнување. Би рекол дека барем овие поголеми настани кои ги организираме се 80 до 90% со исполнет капацитет. Така што не би рекол дека македонската јавност не е заинтересирана за спорт и за посетување на спортски настани, но ете, некогаш се случува да имаме полоши резултати, подобри резултати и од тоа да осцилира бројката на присутни во салата. Но јас ева откако сум тука, дали за моја среќа или за наша среќа на сите, салата е исполнета, имаме навистина одлични успеси. Јас ви посакувам навистина што повеќе полни сали. Кога сме кај тоа, колкава е поддршката од владата и колкава е поддршката од Министерството за спорт за било какви настани, не знам, инвестиции и слично? Добро, да, јас ќе кажам прво еве во однос на владата, премиерот навистина како што може да забележите, веќе има најавено одредени проекти, не конкретно за спортскиот центар, но во однос на државно ниво би рекол изградба на повеќе спортски сали, поддршка на многу спортски проекти. За сега ние немаме ниту еден активен проект кој што сме го започнале со владата, но бидејќи сме во една тесна релација и сме, да речеме, фирма основана од владата, навистина многу често комуницираме и многу често споделуваме предлози кои што би можеле во иднина да ги реализираме и веќе работиме активно на дел од нив. Не би откривал детали, би рекол нешто конкретно бидејќи немаме финална фаза во ниту еден од нив, меѓутоа сме на еден добар пат и сметам дека во многу брзо време во спортскиот центар ќе имаме и нова содржина која што ќе може да се посетува. Во однос на Министерството за спорт ќе кажам дека со министерот Борко Ристовски исто така имаме еден пријателски однос, се познаваме долги години и навистина настани кои што се организираат небитно во која сфера и во кој спорт се секако поврзани со Министерството за спорт, но и со нас како спортски центар. Комуницираме, ги договараме над преварите, се наоѓаме едни на други за секаква помош за било каква организација, така што ќе ја пофалам соработката и со владата и со Министерството дека е на едно завидно високо ниво. И да ни ветите многу настани во иднина. Секако. Може ли да ни откриете дел од плановите во иднина, што очекувате, некои нови настани, некои нови, не знам, можеби некој спортски клуб да како да кажам да му биде матична сала Борис Трајковски, иако има било и претходно. Добро, за сега матична сала Борис Трајковски е само на ракометната федерација и на одбојкарската, кои што ги играат, би рекол, најголемиот дел од надпреварите кај нас во спортскиот центар. Можам да најавам дека еве сега ова лето ќе се одржи една младинска детска олимпијада, која што ќе биде, ако не се лажам, 37 до 38 земји учеснички. Тоа значи дека во Македонија ќе имаме отприлика од 4000 до 5000 само присутни учесници. Со Македонскиот олимписки комитет веќе комуницираме интензивно, работиме на организација овој настан, кој што ќе во спортскиот центар ќе се одржува 10 дена и би рекол дека спортскиот центар ќе ги организира сите одбојкарски надпревари во машка и во женска конкуренција, што ќе биде еден
грандиозен, би рекол, настан кој навистина ќе го привлече вниманието на јавноста, бидејќи ваков настан ние до сега во Македонија сме немали. Мислам дека ова е еден добар старт и една добра основа за во иднина да продолжиме да организираме големи настани и да покажеме дека и ние сме дел од европските надпреварувања. Јас ви посакувам сета среќа и многу успешни настани, многу успешни и вака и детски олимпијади и поголеми настани. Нешто за крај што не ве прашава би сакале да го споменете во јавноста? Па добро, генерално ги опфативме поголемиот дел од битните работи. Би рекол дека спортскиот центар како и до сега ќе работи навистина активно во создавањето на нови содржини, како што напоменав. Моја интенција е како управител директор на спортскиот центар да оставам нешто зад себе, како до сега би рекол овие содржини кои што ги ревитализирав и ги ставив повторно во употреба, така и сакам да оставам нешто ново кое што ќе се знае дека во наше време било направено, така што ќе бидам посветен и ќе работам активно на се што ќе ми следува во иднина. Ја вие посакувам сета среќа, многу успех и се надевам дека сите ваши планови ќе станат реалност. Благодарам ти на поканата. Почитувани гледачи, благодарам и вам за вашето внимание. Разговаравме со директорот на спортскиот центар Борис Трајковски за неговите планови, за неговата реализација и за сите оние настани кои што се случувале, а и доправа ќе се случуваат. Вам ви благодарам за вниманието и се гледаме во следното издание. Поздрав и секое добро.